Конус. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска направивме уште една средба, сега овој пат со опозицијска политичка партија, партијата БЕСА. Разговаравме со господинот Билјал Касами и неговата придружба. Го презентиравме нашето барање за еден обид за заеднички настап на изборите преку детална анализа и подршка на кандидат, име, кое што би било прифатливо за сите, заради вредноста која што ја добиваат сите граѓани и Република Северна Македонија, да се изнајде личност која што ќе биде еднакво председател на сите граѓани, добар председател во делот на духот на она која што е едината на Македонија, тоа се интеграциите брзи во НАТО и добивање датум за преговори со Европската Унија, но и секако поактуелните прашања како што е економијата, реформите за дома и слично. Секако тие оставија можност, заради тоа што имам разбирање, опозициона партија се, и за самостоен настап на самите избори, ги разгледуваат сите варијанти, но јас сум среќен и благодарен заради тоа што прифатија да разговараме и да ги слушнат нашите аргументи зошто е вредно да се размисли за еден ваков пристап. Секако ќе споделиме сега сите наши анализи, како што ги споделуваме со другите политички партии, за да видат како се движат реакциите на граѓаните, тие правели собствени анализи. Верувам дека не е невозможно, дека може да се стигне со подршка на едно име кое што без разлика дали е жена или маж, за кое што би застанале сите граѓани, а со тоа и ние политичките субјекти би земале свој став во негова подршка како кандидат за председател на државата, но секако одлуките ќе се носат на основа на имињата, на основа на личностите, кои што согласно анализите кои што веќе постојат во државата, ги прават скоро сите субјекти, ќе дадат добар аргумент за зазимање на став, прво концепцијски, дали се застанува за заеднички кандидат, а после тоа и секако и другите алтернативи како со посебно истакнување. Но јас верувам дека е добро тоа што го правиме и верувам дека има големи шанси да многу политички субјекти во државата застанеме заедно за заеднички кандидат. Кога може да се очекува конечната одлука? Конечна одлука која може да очекуваме? Ние како Социјалдемократски сојуз треба да имаме одлука пред Конгресот. Кога одиме со еден ваков пристап, логично е сите политички субјекти да дадат своите сугестии на одредени имиња кои што застануваат зад еден ваков концепт и секако тука треба да се изнајде заедничко име за кое што сите конечно ќе потврдат дека застануваат зад концептот за заеднички кандидат, а со тоа и ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија би ги донеле одлуките, така да идната недела е периодот на носењето на одлуките за личноста за која што заедно би застане. Касами рече поставил информации за албанските партии поприфатлив е кандидатот Сево Пиндаровски. Јас нема да коментирам реално, прво зборуваме 30 на политички субјекти за имињата и верувам сите анализи и сублиматот од самите анализи ќе го изведат на површина идниот председател на Република Северна Македонија. Касами, кои се условите на Касами? да. Кои се условите на Касами и што всушност вие сте подготвен да дадете од тие негови барања? Нема услови, анализи кои што рекоа дека ќе ги направат прво како опозициона партија, што е најдобро за нив како политичка партија, но предимствено ќе се водат од интересот на граѓаните. Ваквите анализи прво ќе покажат дали има личности во државата зад кои што сите граѓани од сите етнички заедници, а секако и нивните поддржувачи би прифатиле име зад кое што ќе застанат, а секако ја остават и опцијата отворена за да си донесат одлуки за самостоен настап. Значи анализите, имињата, пристапот на граѓаните, чувството на граѓаните кои би поддржале ќе бидат водилка за нивните одлуки. Впрочем, тоа е водилка и за нашите одлуки. Има ли нов обид да се среднете со Зиедин села затоа што вчера ја откажа средбата заради одземањето на ингеренциите на Таравали? Да, ќе направам обид да се слушнам и евентуално да се договориме да се видиме со господинот Зиедин села, заради тоа што сакам да разговарам стварно со сите. Јас дадов вчера коментар за причините, да, разбирливи ми се самите причини и зедов дури обврска дека ќе разговарам и со министерот и со градоначалникот за да се надминуваат ваквите непријатни ситуации, најблаго кажано, затоа што државата наша е исправена пред важни одлуки, треба да се бира татко
на нацијата, без разлика дали ќе е жена или маж, нели, во процесот за кој што ќе застанеме, сепак е важно и времето во кое што се носат овие одлуки се исто така многу важно. Во МРДПМН најавка и замрзнување, значи на своето учество во носењето на системските закони, дали тоа значи дека реформите ќе бидат доведени во прашање вашиот коментар околу одземањето на имунитетот на Драган Бојановски? Не сум целосно во тек, добив прво информација за некоја одлука која што е донесена од страна на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и на ВМРО-ДПМН. Ќе ги видам причините за целата оваа работа, веројатно тоа како што го слушнав и ме информираа заради случувањата кои што ги води правосудството во Република Македонија. Јас ќе дадам своји коментари, но она што сакам однапред да го соопштам е дека важните работи за државата треба да се случуваат заедно. Премногу важни работи во Република Северна Македонија се случија без опозицијата. Не треба да дозволи опозицијата и понатаму важните политички процеси за нашата заедничка земја да се случуваат без најголемата опозициона партија, без разлика дали е тоа реформите, процесите во собранието или било какви други процеси. Вчера опозицијскиот лидер Мицковски порача дека ќе бидете победени на претседателските избори и на евентуални парламентарни избори, дури ве повика и околу некакви символни убиства. Како го коментирате? Ситон. Знаете како, мојата политичка партија вчера даде реакција за ваквиот настап. Што и да, јас сум од крв и од месо, јас сум транспарентен човек, јас сум нормален човек во оваа наша земја. Само ќе кажам, забега на работа заради тоа што се претара. Зборовите на употребата никој пат не биле. Јас сум бил во притвори, пред притвори, со одземени пасоши лично, сум објавал политички бомби, сум внимавал секогаш на зборовите кои што ги користам. Не знам, со моите правни советници ќе консултирам дали треба да тужам, заради тоа што тоа индицира обид из убиство, зборува за жестокост, некоја некаква, не знам каква или слично. Тој тоа што го прави прво зборува за него, но во најмала рака најблаго кажано е забегам. Така да времето ќе покаже што е што. Тука сме сите мала земја, сме се знаат сите детали и работи во нашето општество. Останувам детално посветен на она што е важно за државата и исклучителен интерес на граѓаните на Република Северна Македонија. Господин Заев, како го коментирате фактот дека ОЈО не поднесе истрага нити обвинителен акт против своите колеги кои што не направиле увид после 27 април? Тоа е очигледно учество во забошатување, засторничко здржување, но тие им простија на своите колеги и тие помина само со дисциплински мерки и помали платени. Принципиално било кој политичар во државата, ако навлезе во вакви коментари, влијание. Значи нема да си дозволам да коментирам. Но јавноста е незадоволна. Еве, вашата работа вршете ја како медиуми. Тоа е делот на awareness или свесност во општеството или слично. Сите треба да бидеме корективи во нашето општество. Политичар кога ќе коментира одлуки на суд, на јавно обвинителство, прави вака или онака влијание. Јас се користам приликата да упатам кон моите во извршната власт. Зборувам за сите. Да им падне на памет да било какви контакти, допири, влијанија имат со правосудството. Како ќе направиме реформите во правосудството? Најголемите реформи во правосудството се во главите на луѓето. Мора да се менуваме сите. Ние како политичари, веројатно учесниците во правосудните органи, веројатно и во медиумите, веројатно во јавната администрација, веројатно во бизнис секторот на секаде. Мораме да ја промениме нашата земја. Вие победите со паролата нема правда, нема мир. До сега не сме видели одговорност на ниту еден судија, на ниту еден обвинител. Дали има една прекитна амнестија, дали можеби самото обвинителство нема капацитет да води истраги, може треба да се појачат платите, да се појача персоналот. Ние од нашиот дел како влада размислуваме, еве почнавме и преговори со судиите, ќе имаме, се надевам, успешен диалог на крајот, одлуките се носат и од страната на судството и од страната на извршната власт. Намерата е да влеземе во преговори за коефициентите и подигањето на не само на платите, туку за севкупните услови за работа во правосудството, но тоа што е работа на правосудството е на правосудството. Заев доби чест да биде премиер, немам намера да судам на некому, да го обвинувам или било што. Ние сме извршната власт. Правосудството е тоа кое што треба да ги носи одлуките, а ќе помогнете сите. Ако зборуваме за тоа, за предностите, зборуваме и за слабостите. Господина Заев, до вас и господинот народот не ги бира судиите на
или обвинителите на непосредни избори ги бира политичарите, но јас зборувам честно и не можам јас да бидам главен судија во државата или главен обвинител во државата. Јас треба се држам до тоа што е надлежност на извршната власт и тука е мојата работа. Господин Азаев, до вас и господинот Кирацовски, чието име најмногу се врзува со скандалите за непотизам на дневно ниво. Значи, најавивте истражување, најавивте одговорност, но ништо од тоа не се случува, напротив, секој ден имаме нов скандал. Еве вака, јас го поздравувам односот на одредени функционери кои што го пројавуваат во јавноста, публикувајќи своји членови на семејствата или самите нивни членови на семејствата се публикуваат. Реков, ако некаде е прекршен законот или било кои правни процедури за кои што се одговара, одговорност ким. Не верувам дека членови на семејството се примени надвор од закон. Немам таков доказ, ни па некој истакнал, се работи за етичкиот однос внатре и етичкиот однос на појавите кои што денеска веќе ни се случуваат со одредено чувство на одговорност, етички пристап на одредени функционери е за поздравување. Од друга страна, немаме намера да одиме во крајност заради тоа што треба да го гледаме и граѓанинот, личноста, која што е еднаков граѓанин пред органите на државата, но и пред законот, за да имате еднаков пристап и можност за работа во оваа земја, така да тука треба да се стават јасните дистинкции во тој дел. Не гледам некаква одговорност. Господинот Кирацовски е пратеник во собранието, секако е генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, секогаш транспарентен во своите постапки и јас знам дека сето тоа што е политики на партијата, тој учествува во политиките на партијата и од негова страна се поздравени како исчекор на одредени наши функционери. Верувам ќе ги имаат извршната власт, не само од парламентарната власт, за одредени решенија кои што и така испраќаат порака дека не сме сите исти. Господине Заев, околу пренамената на постаментот на споменикот на мајка Тереза, ќе може ли да ни кажете зашто ќе биде пренамена? Кои се планови? Извинете, не сум информиран за ова, дека има некоја пренамена на постамент, веројатно сум фокусиран на многу други работи, ја веќе искористиме следната прилика за изјава да дадам свој коментар, не ги знам детали. Премиере, за ресеката за ласкарци се покажа дека немаме доволно коли за брза помош, имаме многу стари камиони за противпожарна заштита, самите пожарникари немаат средства за да ги се справат со вакви несреќи со автобуси. Дали ќе преземете нешто во иднина да можеме подобро да се справиме со вакви несреќи? Секако, за жал, ваквите несретни случаеви се дополнителен аларм за институциите на системот. Прво морам уште еднаш да покажам, да пофалам, потврдам храброста, солидарноста на граѓаните кои што на дело покажаа колку ни треба заедништво, колку треба да бидеме луѓе пред се, колку треба да си помагаме. Брзите помош стигнаа и од државната институција, од државните болници, но и од приватните болници до кои што се обративме за експресно брзо време. Противпожарните служби исто така стигнаа за експресно брзо време, но видовме дека би било убаво тие да бидат поопремени. Видовме дека и никој пат не е доволно сигнализацијата по нашите патишта треба да биде уште по зајакната како сигнализација. И секој ќе работиме во тој правец, затоа што сегашните автопати, па дури и автопатот Скопје-Тетово се направени по стандарди се, но добро дојдено ќе биде ако имаме позајакнати браници, ако имаме подобра сигнализација на самите патишта, ако имаме подобри опремени болнички возила, ако имаме навистина и поголем тренинг, макар и на нашето население за давање на брза помош секогаш. Така да секако 10 нови возила, 10 нови камиони, дури секако се отворија веќе постапки од самите ресорни министерства по укажување на владата, пред се потикнато од граѓаните, од вас медиумите и вакви постапки ќе следуваат во периодот што предстои пред нас. Благодарам. Благодарам.